Денеска е понеделник 20 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски од Macedonian Information Center, со седиште во Линкон, Онтарио, Канада, а ова се вестите за главните настои што ја потресува светската јавност денеска. Скопје, Македонија. Денеска на граничниот премен Блаце се предаде поранешниот вице-премиер од редовите на ДУИ, Артан Груби. Поранешниот вице-премиер Артан Груби се товари за наводен криминал од државната лотарија тежок 8 милиони евра. Откако беше притворен во затворската келија, Артан Груби се појави пред судијата која му одреди куќен притвор и му беше одземен пасошот и патните исправи. Исто така, сите судски документи ќе бидат достапни на Груби, за да ги проучи документите како и обвинувањето против него. На ваквиот потег на јавниот обвинител се прозвува опозиционата СДСМ, која го осуди од страната го поздрави пречењето на Груби како и денешната одлука на суд. Исто така се од ДУИ се надеваат дека понешниот вице-премиер и член на ДУИ ќе добие фер судење. Додека од ВМРО ДПМН изјави дека пречењето на Груби навече се стравува во СДСМ од тоа што ќе каже Груби, пренесува вечерни нетрас. Нью Йорк САД. Големата американска банка JP Morgan Chase за прв пат јавно призна дека ги затворила личните и комерцијалните сметки на председател Доналд Трамп и на неговите политички сојузници по настаните на 6 јануари 2021 година. Причината поради која банката ја призна мешаноста е тужбата која адвокатскиот тим на председател Трамп ја покрена во судовите во Флорида. Од адвокатскиот тим на банката се најавуваат дека ќе бараат да тужбата против нив се распушти. Поради тоа што судот во Флорида нема надлежност во овој случај, ќе бараат овој случај да се префрли во сојузниот суд во државата Нју Йорк, каде е и седиштето на банката. Висината на барањето за оштета е $5 милиарди, пренесува Associated Press. Нью Йорк САД. Адвокатите на запомената партнерка на посамотениот финансиер Джефри Епстин, Гислайн Максвел, бараат легално да го сопрат понатамошното објавување на судските документи поврзани со нивниот случај. Во нивното барање до Сојузниот суд во Манхетен минатиот петок, адвокатите на Максвел велат дека со тоа што судските документи биле објавени и станале достапни до јавноста, всушност се повредила подобата на власта, но и независноста на судовите. За сега остануваат уште 90.000 документи кои се поврзани со случајот на Епстин, кои треба да се објават. Судските документи кои случајот на Епстин беа затворени по судска наредба. Откако Американскиот конгрес донесе закон со која примора јавната обвинителка, сојузната јавна обвинителка Пем Бонди, да побара да се обзнанат и да се објават сите документи поврзани со случајот на Епстин и Максвел, пренесува Associated Press. Лондон, Велика Британија. Денеска понеделник 20 февруари 2026 година од неговиот дом во Лондон, Велика Британија, британскиот лорд Питер Менделсон е уопсен под сомнение дека прелева високи државни тајни на Джефри Епстин. За сега нема други обвинувања, истрагата е во тек, пренесува Associated Press. Париз, Франција. Министерот за внатрешни работи на Франција, Жан-Ноел Баро, изјави дека на американскиот амбасадор во Франција Чарлс Кушнер ќе побара да му се ограничи пристапот до членовите на француската политичка сцена. Причината за ваквото барање поради тоа што амбасадорот на САД во Франција повторно не се озваа на повикот на францускиот министер за внатрешни работи, каде треба да му биде врачена протестна нота поради изјавата на одсекот за контратероризам на ФБИ, каде ја коментираа смртта на 20-годишниот француски политичар, во која стои дека сметал дека за смртта на 23-годишниот активист се одговорни екстремно левичарските активисти и тоа треба сите да не засега. На оваа изјава остро коментираше официјален Париз, тоа дека на Франција не треба да добива совети од меѓународни реакционарни движења. Американскиот амбасадор пропасна најавил во неволја кога му врачи писмо на францускиот претседател Емануел Макрон, во кој го обвини францускиот претседател дека не прави ништо да го запре тешкиот антисемитизам во Франција. Пренесува Associated Press.
Штутгарт, Германија. Германскиот канцелар и лидер на Демократската партија на Германија, Фридрих Мерц, откако ја доби довербата од неговите сопартици со 97% од гласовите од присутните делегати, изјави додека канцелар на Германија нема да дозволи да АФД биде дел од власта. Во говорот кој го даде на конвенцијата на демохристијаните, канцеларот Мерц истакна забележа дека стариот светски поредок е мртов. Исто така, германскиот канцелар изјави дека се заложил за забрана на користење социјалните мрежи и медиуми за малолетни лица под 16 години. Според разните коментари, ветувањето на канцеларот Мерц се тешко остварливи поради фактот што лиценцирањето на медиумите според германските закони е надлежност на германските држави, а сето тоа може да биде отежнато по државните избори низ германските држави кои се очекува да почнат идниот месец во март, а на кои се очекува да АФД да постигне добри резултати, пренесува Reuters. Брисел, Белгија. Советот на Европа бара целосно објаснување од САД по прашање на тарифите кои беа прогласени за незаконски, но не и неуставни во страна на Врховниот суд на САД минатиот петок. Откако Американскиот врховен суд го даде своето легално мислење, американскиот претседател Доналд Трамп воведе нови глобални тарифи во висина од 15%. По ова реакција на американскиот претседател ЕУ изјави дека ако не доби позитивен одговор околу статусот на веќе договореното, тогаш ЕУ ќе поведе реципроцитетни мерки, пренесува Associated Press. Кои Обединетите арапски емирати. Преговорите помеѓу САД и Иран ќе продолжат во четврток во Женева, Швајцарија, изјави минатата недела министерот за надворешни работи на Оман. Додека и двете страни преговараат, тапаните на војната се стануваат се посилни и посилни. Именно додека и двете страни изјавуваат дека преговорите се одвиваат во позитивна насока, едно е сигурно дека и двете страни се подготвуваат за вооружен конфликт. Пренесува Associated Press. Дојдовме до крајот на ова издание на вести пред Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Проверете ако сакате да оставите коментар на ова видео. И на крај, ако сакате да бидете известни за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, кликнете на subscribe. До крајот на ова ново издание на нашите вести. До следното гледање, довидување.